Зошто владата се фали со намален јавен долг кога всушност се задолжила повеќе? Откако вчера министерот за финансии Фатмир Бесими не пропушти да истакне дека јавниот долг бил скратен од 60,8% од крајот на 2021 на 57,1% заклучно со март, реагираа аналитичарите. Велат владата ништо не намалила со одговорно работење и штедење. Објаснуваат дека причина за тоа е инфлацијата која го изела долгот. Едноставно, парите вредат помалку. Се должи исто, ако не и повеќе во апсолутна вредност, но јавниот долг како процент од бруто домашниот производ е значително помал. Практично причината зошто во проценти се намалува јавниот долг е токму зголемувањето на номиналниот GDP, кој е резултат на зголемувањето на инфлацијата, а не реално намалување на јавниот долг. Како ќе заврши Македонија на крајот на 2022 година? Моје очекување дека до крајот на годината јавниот долг како процент од бруто домашниот производ ќе достигне некаде околу 63-64%. Првиот финансиер Фатмир Бесими вчера по повод 100 дена од новата влада ги пофали останатите министри дека биле одговорни во трошењето на парите. Токму ваквиот пристап според него резултирал со понизок јавен долг. Тоа се 3,7% поени пониско од тоа што беше во декември. Претворено у пари тоа се 454 милиони евра дополнителен финансиски простор за ова што следи во текот на годината. Исклучително одговорен пристап од страна на сите колеги во владата. На интернет страницата на Министерството за финансии вчера осамнаа новите податоци за јавен долг од 57,1% или 7 милиарди и 170 милиони евра на крајот на март, што е 35 милиони евра повеќе за само 3 месеци. Државниот долг процентуално е намален од 51,8 на 48,7% од БДП, иако во вкупна вредност е зголемен за 33 милиони евра. Бесими вчера повторно не кажа дали владата ќе се задолжи кај Меѓународниот монетарен фонд. Во игра се 900 милиони евра, а монетарците до 3 мај ќе скенираат македонската економија. Аналитичарите веќе предупредија дека владата не треба да ги троши овие пари за нови покачување на плати и пензии, туку исклучиво за рефинансирање на стари долгови и покривање на веќе планираниот буџетски дефицит.